прво ја би сакал да им честитам на граѓаните за високата култура што ја покажа, затоа што ние барем по многу циклуси порано сме навикнати да известуваме за раните, за тепани, за убиени луѓе, така да во последните 3-4 циклуса влегуваме во нормализација на овој изборен ден, ден кој што за сите граѓани тоа е поише од изборен ден, туку е ден да се слави, да има можност да се гласа заедно со своите најблиски. Тоа е многу добра информација и индикација за тоа што ние сега сме членка на НАТО, влегуваме сега во преговарање со Европска Унија, така да во тој дел покажуваме една висок степен на култура и тоа е добра работа за Македонија. Сепак сме ние и физички и културолошки во Европа, не сме иронично ние викаме Балкан, ама сепак ние таму се стремиме да одиме. Сега би сакал да ги коментирам малце изборните програми. Прва две работи, две коментари. Прво, ние мора да расчистиме со изборната листа. Ние не сме 1,8 милиони гласачи. Тоа треба да се знае од сите и тоа се каже многу гласно. Ние навистина треба таа листа да ја пречистиме еднаш за секогаш. За тоа треба попис на население, треба да се направи што е можно побрзо. Оваа бројка на 1,8 милиони на толку имиграција, толку голема, толку висока, сега има и поише мобилизација на самите места во Македонија, треба да се стави крај, точка, затоа што таму партиите најмногу удираат, таму се прават најголеми малверзации. Ние треба да знаеме колку луѓе сме, колку жители се во Македонија и колку од тоа се луѓе кои што имаат право на глас. Навистина, затоа што тие луѓе на крај ќе решаваат за економските, социјалните, спортски и културни работи и програми. Втора работа, ние барем тогаш 2016 година сите партии викаат дека ќе се избориме да имаме отворени листи и овој дуализам на големите партии и кај македонците и кај албанците може ова монотонија на овие изборни резултати може да ја крши само листи од граѓански иницијативи, интелектуалци, експерти кои што би можеле да донесат нешто ново во Македонија, затоа што ние сепак не од шарена револуција, него од црно-бела револуција патиме во Македонија, затоа што секогаш или ВМРО или СДС или ДУ или некоја друга алтернатива кај албанците. Така да мислам дека ако имаме отворени листи, барем ќе има некоја вид на колоризација на таа програма. Сега за програма сакам да кажам нешто. Мислам дека 2016 беше СДС последната партија која што дојде без изборна програма и кажа ние сме добрите дечки, дајте ни гласот, затоа што овие се тие криминалци, луѓе што крадоа, што ја направија таа партиска палата поголема од институциите и да, има право и влегува без некоја голема, да кажеме, програма. Мислам дека од тогаш и понатаму нема да помине кај граѓанството политичка партија да добие глас без понуда. Тоа се покажа сега и кај албанците, па и кај македонците. Овој број на луѓе кои што не излегуваат да гласат, не гледаат кај двете партии некоја посебна понуда. Мора да се знае дека оцрнувањето не е кампања, дека ако вие легувате и да зборите за другата партија се лошо, а без тоа да не кажете, да не изгубите малце поише време да ги кажете сумарно тие капитални проекти или да кажете што ќе направите за да се подигне стандардот на живење на граѓаните, нема да помине и затоа луѓето више не излегуваат, не гласаат, изморени се, не ги интересира, така да затоа што имаме негативна кампања, реактивна кампања, и ако има програма, тоа е чисто само за да се стави, да се закачи на Facebook или на нивната страна, а при тоа се спомнуваат проекти кои што од 92 се рециклираат, само за да се прави некој copy-paste. Така да, мислам дека 2016 година таа карта, wild карта ја изгуби СДС, ја потроши и више, мислам дека сега и натаму ќе имаме само политички партии кои што навистина имаат понуди. За кај албанскиот табор, мислам дека Дуи изигра многу вешто и мудро според мене, дали тоа PR трик или е, како што кажа Сашо, некој понатамошно, да кажеме, преговарање со македонскиот партнер.
Но мислам дека многу добро им помогнат да не разговараме за криминалот, за корупцијата, за луѓето кои што се рециклираат 15 години, ништо не прават, за луѓе кои што не знаат ниту албански, ниту македонски, а не само македонски, луѓе кои што не ме застапуваат мене како албанец, не како дуист, како член на ДУИ, луѓе кои што немаат направено ништо во Македонија и заради нив се избегани 500.000 луѓе во Македонија. И многу вешто направи за да не се дискутира за овие теми. Сите се фатија за албанскиот премиер и албанските партии и македонскиот блок, не може ова и се изгуби таа суштина која што тоа беше целта на ДУИ, да се изгуби суштината, да не разговараме, да не бараме отчет од нив ние што е сработено и што е направено. Затоа што ја мислам дека јас сум од тие економисти кои што мислам дека Македонија не е поделена по некоја етничка линија и ако ти си worst off во Гостивар, тоа директно влијае за македонецот во Гостивар, за македонецот во Скопје и така натаму, затоа што ова фискална и економска модел што сме го избрали ние е многу интегриран сам по себе и не може да се подели. Ако вие викате дека албанецот нека биде лошо во Гостивар, тоа ќе се одвива и ќе се одрази во Македонија, мора да се одрази. И ако македонецот е лошо во Свети Николе, мора да се одрази и во Гостивар. Таква ни е политичката констелација, таков ни е економскиот модел. И ја мислам дека без одењето на ДУИ, да се демократизираат тие институции, не мислам дека алтернатива и алијанса е можеби најдоброто решение, најстречното решение, али е некој преоден рок да се стигне во некоја трета алтернатива која што би ја победила ДУИ. Ја како да кажеме, економиста ме презентиравте вие како некој иден човек кој што сака да живее тука, не би се осмелил сега да правам политичка партија, затоа што ДУИ толку многу ги заробила тие институции, толку многу има влијание, затоа што секој изборен фалсификат мене ми е како да е тоа нормална работа. Тука малце гледам и вина и кај македонските аналитичари што во секоја од тие да кажеме математик и сценарија ги гледат ДУИ како фактор. Но и факт е дека и албанците гласачи се доведени во ситуација да тоа што им следува со устав работно место да го бараат од таа партија која што навистина ги осиромашила до коска сега. Тоа е, па после ако се отпре некоја дебата.